А екипа на Алфа телевизија денеска е во Струмица, каде од вчера, освен чаширски муабети за скандалот, се случуваат и низа семејни драми кај луѓето кои по нечи налог или можеби по лична желба пред 5 години го кршеле законот за што следуваат повеќе годишни затворски казни. Во градот кој 20 на години е под речиси целосна контрола на кланот зајави Александра Ристевска. Таа беше утринави во познатото ромско мало, каде се случувале голем дел од криминалиите во 2014 разговараше со сведоци на настаните. Александра, ако се слушаме, претпоставувам дека денеска Струмица е уплашена и тешко се доаѓаат соговорници за криминалот на тие што го владеат објективно градот. Да, Момировски, добар ден, велам на гледачите и на вас во студиото од Струмица. Како што може да видите, позади ние сме во центарот на градот, кој деновиве актуелен по скандалот што го објави италијанскиот весник. Ние денес бевме во турското мало во Струмица. Можам да кажам дека тешко дојдовме до соговорници, но и оние соговорници што говореа пред камерата на Алфа рекоа дека за такво нешто воопшто ниту слушнале, ниту пак имало во нивното мало. Сепак кога исклучивме камерата, дознавме од неколку наши соговорници кои не прифатија да се снимат ниту во нозете, дека навистина се вршело подкуп на гласачите во турското мало. Се плашат да зборуваат јавно поради тоа што може да бидат избркани од работа, но и нивните семејства да има врз нивните семејства некакви реперкусии. Како што спомена и самата колешка во нејзиниот прилог пред малку што можевте да го слушнете, овде гласачите се подплатувале со 10 до 25 евра, некои пари се давале на рака, друг дел од гласачите своите пари ги преземале, односно ги подигнувале од две менувачници. Јас во продолжение би сакала да ја слушнеме анкетата што денес ја направивме во турското мало, а потоа повторно да се вратиме да видиме што мислат струмичани за ова. Слушнате ли вчера што објави италијанскиот медиум за вашата улица? Не, Бетовенова. Не слушам. Стварно ли е дека се плаќале гласачите 10 до 25 евра? Не. Не сме слушали така ништо и не сакам да говориме ништо. Ништо немам поима во тие работи. Не знам. На работа одаме, вечерта идеме и това е. Никој не ве е подкупувал во 2014? Не. Лажат така. Лажат. Кој лаже? Народа, друг ништо. Народа да лажат. Ама има и аудио снимки за тоа. Не верувам такава работа. За 25 евра не гласам, јас не одам за гласање. За колку вие би излегле на гласање? Ние сакаме да убавиње да биде, се истина да биде. Тука убаво да живееме со заедно, нема веза дали се од СДС, дали во Мровец. Да бидеме. Има ли вистина во тоа? Ви плаќале ли сте? Слушнали ли тука дека подмитувале, дека давале градежни материјали, дека ви ветувале комунални приклучоци, такси со слобода? Кај нас тука не. Ја не сум слушал такви работи. То не сум слушал, се од вас го слушам ово. Нема такви зборови, така? Не сме слушали, вака е. Значи од вас го слушаме тоа. Никој пат овие што доваѓате вие арно што прашувате, дали имаме такви зборови? Може има некој зима, а ние сега не сме зимали. Не. Во турското мало во Струмица, како што реков, дел од гласачите кои ветувале дека ќе гласат за СДСМ биле наградувани, но има и такви кои не сакале да гласаат за тогашната опозиција, биле и казнувани. Таков е примерот со бејбиситерката, со шурата и шурнајката, но и со шоферот. Исто така имало и луѓе кои живеат во турското мало, кои доколку не сакаат да гласат за СДСМ, ќе бидат исклучени од струја или пак ќе ги исклучат од работа, односно ќе ги избракаат од работа. Струмичани велат дека најлесно може да се подкупат гласачите, значи гласачите се најлесно подкупливи и на било каков начин може лесно да се дојде до нив. Ветувањето пари, ветувањето брашна, градежни материјали и било што е само начин за полесно да се стигне до врвот, односно да се освои власта. Во продолжение би сакала овде да ја слушнеме и анкетата која ја направивме со струмичани во центарот на градот.
Вистина ли, може ли лесно да се подкупуваат гласачите Може. според вас? Много Како едноставно. се најлесно подкупуваат? Најлесно. Што е најлесно? Најлесно. Ти му дадеш нешто, ќе му понудиш нешто, многу лесно се подкупуваат. Многу лесно. Дек да знам, јас нема што. Ама кажу дека дават пари и свршна работа. Кој што може да дава пари и скупат? Това не ме е ясно на мен, не знам. Не съм подкупан, ни па знам как се подкупува. Не е само да кажем у Струмица, секаде е у Македонија така. Секаде е исто у Македонија. Секаде се подкупуваат Секаде. гласачите. Ако не се подкупам, нема шанса да добие. Толку. Александра, слушнавме дел од граѓаните во Турското мало велат дека нема такво нешто, дел од граѓаните во центарот на Струмица се убедени дека постои подкуп на гласачи. Во обид да бидеме професионални, сигурен сум дека ти денеска комуницираше со луѓето кои што се споменувани во сторијата на Лаверита, братот на екс-премиерот и лидер на СДСМ Вице Заев, другите негови соработници. Какви се нивните коментари? Да, денес Алфа, додека сме овде во Струмица, пробавме да стапиме во контакт со дел од луѓето, како што речи ти самиот, се посочувани од италијанскиот весник. Се обративме до Зоран Георгиев, кој во моментот е актуелен директор на јавното предпријатие и комуналец и шеф на сите изборни кампањи на Заев. Не добивме одговор ниту на повикот, ниту пак на пораката која му ја упативме. Не успеавме да добиеме коментар ниту од Вице Заев, единствено одговори Маријан Даскаловски, кој рече дека објавените информации се скандалозни и срамни, бидејќи во 2014 година тие избори ги злоупотребувале ВМРО ДПМН, бидејќи тие, како што самиот Даскаловски рече, не успеале да дојдат на власта. Александра, дали некој од овие Момировски, кои што дали ти имате уште комуницираше... прашање овде од Струмица? Да, имам уште едно прашање. Дали некој од тие со кои што ти комуницираше денеска во Струмица и вчера во текот на денот, дали некој од нив демантираше за ова што пишува италијанскиот весник? Значи, да, исто, јас се извинувам, да, демантираше ваквата информација, ја демантираше и Асан Асановски, човекот за кој весникот тврди дека ги подплатувал жителите на Турското мало, најавија дека ќе има и кривични, односно ќе барат кривична одговорност. И уште едно прашање на крајот, ако ми дозволиш. Чувствуваш ли страв кај луѓето во Струмица дека наскоро може да дојде до апсење на овие луѓе, судски процеси? Имаше ли такви одговори, такви најави од некои луѓето кои што ти разговараше денеска во Струмица? Момировски, да ви кажам право, луѓето овде не сакаат многу да зборуваат на оваа тема. Секогаш кога се исклучува камерата, го кажуваат она, го потврдуваат, односно ги потврдуваат тврдењата на италијанскиот весник. Но кога ќе се вклучи камерата, сите демантираат. Колку што можев да ве разберам, тоа е тоа што сакавте да ме прашате. Овде на плоштадот во Струмица е премногу бучно и јас слабо ве слушам. Добро. Ти благодарам, Александра. Тоа беше Александра Ристевска, нашиот дописник од Штип, кој што денеска е во Струмица. Моето прашање се однесуваше на стравот кај дел од луѓето што се споменати во сторијата на Лаверита, страв кој што е објективен затоа што известно е дека и покрај тоа што обвинителката Вилма Русковска засега успеа да го тргне случајот, да го стави ад акта, сепак еден ден ќе дојде на површина и ќе мора да се одговара за овие работи.